долгогодишен политичар, човек со неколку пратенички мандати во парламентот на оваа држава, поранешен подпредседател на собранието, председател на собранието или како што ние милуваме да го наречеме собраниски спикер. Гостин во ова интервју Тито Петковски. Велам топло добре дојде. Благодарам многу. Благодарам на поканата. Се повлековте од партијата, ама не се повлековте од политиката. Така барем изјавивте. 17 години ја водевте вашата партија и ќе почнам со тоа. Не помина без бури, без скандали вашата промена од лидерската позиција и доаѓањето на наследникот. Тогаш за Мисовски велевте дека неговото доаѓање е нестатутарно, меѓутоа тој дојде на лидерската позиција. Толку години на една лидерска позиција на партија, ја водевте партијата, ама на крај се чини дека не бевте испочитувани од вашето членство, од вашите партиски другари. Прво околу долговечност и политиката и зашто е тоа така. Кисинџер во една прилика рекол, политиката е како дрога. Еднаш ќе ја пробате и станувате зависни. Како што бива со дрогата. Јас одамна одлучив да се повлечам. Не само заради годините што ги исполнив да си одам во пензија. Туку пред се сакам многу порано да дадам шанса помлади луѓе со кои што започнавме приказната за нова социјалдемократска партија да излезат на политичка сцена и нешто да дадат од она што го учеле, ако го научиле сите тие години. Пред изборите, тоа беше последните парламентарни избори 2020, јас сакав да се повлечам на инсистирање и на раководството и на членството да барем до следните парламентарни избори се има поголема шанса за успех доколку јас ја водам и натаму партијата. Јас тоа го испочитував, но бидејќи мандатот ми истече, 4 години, реков повеќе и не сакам, едноставно, заради тоа што нема нити во ниедно општество, па и во македонското општество, нема незаменливи луѓе. Секојаш има добри, подобри, најдобри и така натаму. Сите генерации што доаѓаат имаат пошироки видици или треба да имаат малку се пообразовани, имаат нови сознанија, живеат во нови услови, нова технологија, ново обкружување, меѓународен контекст и така натаму, располагаат со многу повеќе информации дека ќе биде тоа уште подобро и за партијата, а и јас ќе се одморам малку повеќе после политиката исто стресна професија како и вашата новинарска и така натаму. И цело време создававме услови пред Конгресот, партијата имаше имидж цело време. Го рамневте теренот. Подготвував терен за избори максимално демократски, фер, внатре, надпровер меѓу луѓето. Впрочем, и статутарните документи налагаат во партијата да има конкуренција, за да се дојде до најдобриот кандидат. Во статутарните документи говори дека на функција се доаѓа во партијата на председател, подпредседател, секретар врз основа на програма и врз основа на конкуренција со повеќе кандидат. И јас сметав дека тоа е завршена приказна, нема што да се враќаме постојано на истите позиции за кои што веќе сме се договориле и тоа нормативно уредено со статутот, со препораките, програмите, па ако сакате и конкретно кога станува збор за Конгресот, услови, правила за настап, за избор на било кој, на извршен одбор, органи, централниот одбор, па председател и така натаму, да се врши со тајно гласање и со повеќе кандидати. И мислев дека тоа прашање е абсолвирано. Меѓутоа, знаете како во политикава инсистирањето на повеќе кандидати на некои луѓе не им се допаѓаше. Што мене страшно ме изненади. Значи, толку години вложуваме во внатрешно партиска демократизација на партијата. Знаете, ако за мене е синтагма... А всушност ништо не е променето во менталниот склоп? Во свеста, во менталниот склоп на луѓето тешко се менува. Ако сакате да имате прогрес во демократијата, во развојот на демократските процеси,
To ne može da bide realnost ako nemate vnatrašno partijska demokratija. Ako imate внатре авторитарност во водењето на партијата, не може тој да биде добар председател на собрание, пратеник, добар премиер, министер и така натаму. Едноставно, менталната структура не му дозволува. Ако е воспитан да биде авторитарна личност, тоа ќе зрачи од него и во водењето на политиката. Јас мислам дека тоа прашање е завршено, абсолвирано. Меѓутоа, кога почна самата процедура на подготовка на Конгресот, видов дека некои луѓе сериозно се исплашија за своите позиции. Пред се двајцата пратеници се исплашија да преку политичка битка на повеќе кандидати со тајно гласње да не бидат доведени во прашање нивните позиции. Ако си председател на партијата, реално имаш моќ да влијаш на твоето позиционирање утре на парламентарни избори, во политичкиот живот и така натаму. Ако не се, веројатно се намалуват тие можности и веројатно се исплашија пратениците да не бидат повторно пратеници. Луѓето кои што има некои функции во системот, директори и така натаму, во државната администрација се исплашија да не бидат доведени во прашање. И сите застанаа на една страна. Нема повеќе кандидати, само еден кандидат и само тие. Значи пак борбата, желбата за власт, желбата за позиција? За позиција ја деформира свеста кај луѓето, знаете. Не знам. Се чувствувате ли изневерено во тој момент? Не, Затоа што велам, долги години искуство сте вложиле вие во таа партија. Значи не само што сте биле на чело и што сте имале придобивки, туку сте вложиле дел од себе. А како ви вратија тие? Па видите, тоа е до луѓето. Ајте, кога ќе дојдеш вистинската личност, кај човекот се рефлектира во моментите кога е најтешко. Кога е најтешко доаѓа до израз она што вие го носите со себе. Што во моментот за вас е најдобро, тоа ќе излезе од вас. Значи, не важат тогаш принципите и тогаш тоа е практично најреалната, објективната слика и за интелектуалните потенцијали, за образованоста, за компетентноста и така натаму, за сигурноста на личноста во самиот себе, да може да емитува, да испорачува политика и така натаму. Тоа е вистинската личност. На мака се познаат јунаците кои е најтешко, големите луѓе излегуваат на површина. Ето, уште од времињата се говорело дека тешките времиња создават големи луѓе. Во оваква ситуација практично дојде до површина сиромаштијата на личноста на човекот, кога на преден план личните интереси и загрозеноста своја реална од позицијата да не ја изгуби, доминантни стануваат мојата позиција, мојот интерес, интересот на моите до мене, интересот на мојата група и така натаму и се слуша. Видите, јас не се чувствувам изневерен, затоа што видов де факто за какви личности се работи. Во овој случај изневерена е партијата, изневерена е идејата за демократска партија со јак потенцијал кадровски, и изневерени се очекувањата на многу луѓе кои мислеја дека со моето заменување партијата ќе добие нова енергија, ќе добие нова сила. Млади луѓе, помлади луѓе, реално објективно, со нови визии, нови идеи, да ја туркар партијата напред. Тоа е изневерено. Во каков контекст сте сега со Мисовски? Па немам, тие се ново раководство, немам контакт, мислам. Јас реков, па знаете, луѓето кои што посегнаа да фалсификуваат записник за да напредуваат во политичката кариера, не го заслужуваат моето внимание. И вие да не инсистиравте јас толку да одговарам на прашање, немаше ни да се занимавам со нив. Значи, таа е приказна завршена. Ја нити можам да ги поправам, нити тие може да бидат покоректни кон мене. Знаете, тоа е не се работи за суетно, се работи за сваќање, за систем на вредности. Станува збор за сосема различен систем на вредности, јас што го поседувам и што го градел со години во партијата, за да во моментот кој ќе треба тие да покажат што знаат, покажуваат едно грдо лице. Знаете, тоа е тоа. Не сум јас изневерен, не сум ја ни изненаден од како почна процедурата за изборите во партијата, видов со кого имам работа. Кога ги спомнавте системот на вредности,
Ќе ве прашам сега околу она преписка што имавте кратка со сегашниот собраниски спикер Џафери. Веќе да не се повторуваме затоа што имавше ВМРО нели иницијатива за референдум, Џафери ја оспори, вие од друга страна ја коментиравте и тука влеговте во една кратка преписка со Џафери. Од друга страна, дали со ова Џафери се стави над законот и како според вас од позиција на поранешен претседател на собрание кој што сте биле на таа негова на иста функција со него, го оценувате неговото сегашно дејствување после оние, да речеме, условно речено низа скандали и онаа снимка која што се јави каде што не се знаеше дали е тој што ги навредува службениците во собранието и така натаму. За каков етички кодекс може да стане збор? Дали е тоа дозволиво? Знаете, јас отворено говорам за она што го мислам и јавно го соопштувам. Ја нема да говорам да делам лекции како треба да биде претседателот на собрание, односно каков е сегашниот претседател на собранието, но сакам да кажам како треба да биде претседателот на собранието и што би јас направил во таа позиција. Многу е комплицирано да се раководи со повеќе партиско собрание. Знаете, таму имате судир на концепции, на идеолошки профили и различни групни интереси, лични, партиски и така натаму. Различни суети, различни карактери и така натаму. Различни карактери. Претседателот на собранието мора да има многу трпение, мора да има чувство за компромис, мора да има чувство на однос кон сите, независно од која политичка партија доаѓаат. Затоа во парламентите развиени, или земјата од кај што дојде парламентот што го измисли Англија, имате спикер на парламентот кој што секојаш се бира партиски неутрален да е, или барем да емитува со себе интелектуален потенцијал, можност за комуникација и така натаму, да балансира на односите. Претседателот на собранието, што би се рекло, не сме да излезе од кожа. Мора да прави компромиси, мора да трпи удари, за да може да го представува со полн кредибилитет собранието. Претседателот на собранието го представува собранието. Каков ќе биде претседателот на собранието, во многу зависи како ќе функционира собранието. Ако има моќ на имагинација, ако сакате и манипулација во позитивна смисла на зборот, да бара заеднички збор и интерес собранието да донесува закони, да емитира политики и така натаму, во интерес на граѓаните, а не во интерес на политичките партии, до толку ќе биде и подобро претседател. Значи, ни на сон не треба, не сме да му падне на памет да навредува, да понижува пратеник и така натаму, бидејќи според нашиот устав претседателот на собранието е само прв меѓу еднаквите, ништо повеќе. Нема поголеми функции од членовите на парламентот, односно од пратеници, он е само прв преседава со седниците. И мора да има моќна комуникација со сите, ако сака, и на достоинствен, пристоен, културен начин да ги води седниците, да комуницира и со собраниската администрација, ако сака на вистина собранието да гради кредибилитет. Најголемиот проблем што ни го ставаат странците кај нас во Македонија е што немаме кредибилни институции. Претседателот не може да се земе за право да биде собрание. Значи, што тоа значи? Па дури и уставен судија така го прогласил на позиција. А затоа што си зема за право да го толкува уставот, дали тоа станува мултилатерален или билатерален договор и така натаму, да го одбие претседателот, го нема тоа право. Но затоа тоа е единствено што го толкува деловникот, тоа е единствено право. Значи, претседателот може да го толкува деловникот, ама уставот го толкува и законитост само уставниот суд. Значи, ако стои во уставот дека претседателот мора да работи според уставот, тоа значи дека мора да ги применува своите права овластување и да ја врши својата функција во склад со она што е напишано во уставот. Во уставот е прецизно напишано што работи претседателот на собранието. Ако си зема за право да го толкува уставот и да кажува дека тоа прашање е недопустиво и така натаму, тогаш се става над собранието, улога на уставниот суд. Затоа имаше и критики, но знаете колку правници толку мислење кај нас. Толкување, различни толкувања. Так. И претседателот на собранието веројатно да ја скрати постапката, предпоставувал дека
може би нема да го повреди уставот, но пред се и над се е битно дека не се користат во конкретниот случај за кој што прашувате, не се користат сите деловнички можности. Пред тоа, да си го почитува деловникот, таму прецизно стоја сите работи, нема да има никаков проблем. Така да, од председателот на собранието зависи колку важна улога ќе игра собранието во политичкиот систем. А ја има според нашиот услов централната улога. Но за да функционира собранието, навистина како централна институција на политичкиот систем, тоа политичките партии треба да го прифатат, како ние што го прифативме првиот пратенички состав, како рамка во која ќе се води легитимна политичка битка врз основа на демократски методи и принципи. Се зависи од политичките партии. Ова што денес се случува, не само денес, години наназад, тоа нема врска со проекцијата на нашиот устав за парламентарна демократија во која собранието ќе биде централна демократска политичка институција. Зошто? Заради тоа што политичките партии го избегнуваат собранието. Тие сакаат најнапред да се договорат, да се усогласат политичките ставови меѓу партиите, па после дојде на собранието. Ако клучните одлуки се носат надвор од собранието, претпоставувам дека клучната сугестија председателот на собранието така кратко да постапи јасно да е отворена иницијативата, не користејќи деловнички можности дека може како неуредна да ја прогласи, како недопуштена и така натаму, веројатно сугестијата била од владеачката коалиција, од СДСМ и од Дуи, дајте поскратна една постапка, ние таа приказна да ја завршиме, да нема дебата во собранието. И собранието на тој начин станува генератор на криза. Место да биде генератор на стабилност, на отварање на широк простор на консултации за клучни политички прашања, мислам дека станува полека генератор на криза. Еве, сега не дозволија дебата за референдум што го бараше ВМРО, сега ќе следи веројатно или блокада сериозна на собранието, или некоја нова иницијатива за референдум по друго прашање. Значи, не да се спречи дебатата во собранието. Треба да се дозволи дебата во собранието за да се видат фактите, аргументи, да нема манипулација. Ако ние на јавна сцена се соочуваме вие со вашите, јас со моите аргументи, ние ќе дојдеме до некое заедничко решение или ништо, ако ништо повеќе. Граѓаните што не избрале ќе видат што застапуваме. Вака никој ништо не виде. И сега навијачки, едните го оправдуваат веројатно парламентарното мнозинство, председателот на собранието, другите жестоко го напаѓаат. Каде е вистината тука, граѓаните не може да видат. На пресконференција тоа не се решава. Тоа не се гледа така. Изјави не може после постфестум изјава на председателот на собранието, на шефот на опозиција, на парламентарното мнозинство. Тоа е веќе завршена прика, тоа е постфестум, не остава кај луѓето недоверба во собранието како институција. Ја спомнавте владата. Горан Милевски од ЛДП вчера си поднесе оставка од министер. Не знам од кои причини, тој си знае најдобро, меѓутоа и тој беше споменуван овие денови дека има непотизам, вработувал своји луѓе на позиции кои што ќе работат на проекти во локалната самоуправа и така натаму. Дали тоа придонесе, медиумскиот притисок придонесе само како чекор кон таа негова одлука, не знам. Меѓутоа, ова покренува едно прашање за нов наследник и од вчера мислам дека се спомнува веќе името на Ристо Пенов. Ќе ве прашам за мислење и ваш коментар околу ова и дали е стабилна владата, дали ќе доведе до некои нови реконструкции. Прво за одлуката, тоа е личен чин, нели, на Милевски. Аргументите, некој може да ги прифати, некој не, но дефинитивно тоа е негова одлука, тоа ја напушти владата. Дури во моментот не е ни најбитно кои се вистинските причини, само тој се знае. И веднаш започна приказните. Иначе, нормалниот ред на работите бара веднаш од како министерот доаѓа од една партија, ќе си даде оставка, заседаваат органите на партијата, може да треба да утврдат да или да му оправдат или да не оправдат неговите аргументи. Тоа е партискиот дел на програмот. Но, дефинитивно, тие
треба да зазема став дали понатаму врз основа на аргументите, да речеме на Милевски, ке партиципираат во таа влада. Можда нема да сакат. Ако ги слушнат вистинските аргументи на Пилевски, можда нема да сакат да учествуваат во таа влада. Но пред се и над се, најбитен е чинот на односно ставот на председателот на владата. Председателот на владата е пустил тој што цени дали треба се прифати или не прифати оставката. Ние викаме уставот вели некогаш и неотповиклива оставка. Да, и отповиклива и неотповиклива. Во секој случај премиерот е главниот фактор што треба да каже ја прифаќа или не. Предпоставувам дека нема да ја отфрли, ќе прифати оставката, бидејќи сепак тоа негова лична желба, и се отвара постапка за избор на нов министр. Како прочем, што трае секоја постапка. Дали ќе има рекомпонирање внатре во владата. Нешто се заговараше и некои други министри се доведуваат во прашање или оставка и на други министри, или да се прави мала реконструкција на влада. Тоа не знам. Тоа си е сепак политика и на премиерот и на владеачките партии. Бидејќи ме прашате што мислам за човекот, имам исклучително високо мислење. Бидејќи сепак тој беше градоначалник 2 мандати на мојот град, на мојот главен град, на Скопје. Председател на заедницата на локална самоуправа и така натаму. Така да лично мислам дека нема да биде грешка, него напротив, ќе имаат за министар ретко компетентна личност. Тоа е моја мислење, бидејќи им прашувате за мен. За Пенов. За него лично, за Ристо Пенов. Како што малку имате компетентни во актуелната влада. Тоа се покажа низ политиката што ја демонстрираат и така натаму. Така јас би бил среќен, например, тој да биде министр. Господин Петковски, деновиве исто така се шушка, се заговара, да речеме, смена на Мицковски. Еве, денеска ми се чини дека има закажано пресконференција фракцијското крило на ВМРО ДПМН. Така тие имаат објавено, ја предводи еден човек, вели ќе се расправа околу прашањето за смена на Христијан Мицковски. Се заговара дури и враќање на Груевски во Белата палата. Тоа би било навистина премногу. Секој политичар, председател на политичка партија и секој политичар, другите е подложен на променост. Како што реков на почетокот, изборноста е еден од основните постулати, како што на парламентарната демократија, како што е и одговорност во вршењето на политичката функција. Во овој случај нема да се потресе собранијата, бидејќи Мицковски не е пратеник. Мицковски е председател на партијата. Дали ова втори или трет обид така на членовите внатре да се смене Мицковски, не се сеќа, ама мислам дека една група со министерот Никола Тодоров и некои други, некои пратеници и така натаму правеа обид уште и порано, па не дојде до реализацијата. Како успех има ова, не знам. Но во секој случај, политичката партија ќе биде многу посилна ако дозволува внатрешно партиска демократизација до можноста за формирање на фракција. Не мора сите членови на политичката партија и на раководство да размислуваат исто како председателот или најтесното раководство на партијата. Во НСДП постои можност за фракција програмска, која излегува дека не се согласува генералниот курс на партијата, ама не бега од идеолошкиот курс на партијата, дека може да се формира своја фракција. Така да не треба да биде тоа голем грев, да речеме, ако се бара отчетност и одговорност и ако некои политички потези на председателот на ВМРО ДПМН се оценети како некоректни или како лоши гледано низ долгорочниот интерес на партијата, како што прочем беше овој жесток судир на јавна сцена, силна поддршка на градоначалничката на Скопје од ВМРО ДПМН, бидејќи ја прифатија како своја, поддржувајќи со голема кампања, со комплименти, со прогнози дека тоа е вистинското решение на Скопје, одеднаш салто мортален не ја бива за ништо, знаете. Тоа веќе и тоа само за 7-8 месеци. Тоа нема доследност во политиката. Тоа е кампањски однос и кон градот и кон политиката, не.
Тоа е неодговорен однос во политика. Сега не кажувам кој во конкретниот случај има поголем грев, но факт е дека некој довербата меѓусебно ја разниша. Дали ВМРО или градоначалничката, текот на времето ќе покаже. Мислам дека тоа не може да се сокрие. Во кашлицата и јавниот сукоп на политичарите на јавна цена не се крие тоа. Може би во прашање ова сега што се зборува исто во јавноста дека СДСМ, дека Арсовска, Даниела Арсовска е во некакви контакти, во некакви преговори со СДСМ. Кај нас најголемата деформација е направена во политичкиот систем, што и локалната самоуправа се третира како политика или се третира од политички аспект. Тука нема политика. Локалната не случајно се вика локална политика, од локална самоуправа. Локална самоуправа, значи, таа е најблиска како институција до граѓаните за решавање на дневните животни, социјални прашања, комунални, здравствени, образовни и така натаму. Тука нема политика. Тоа е интерес на сите граѓани. И видите сега што се случува. Место да се прифати градоначалникот како градоначалник на сите граѓани на Скопје, да излегува во пресвест на сите барања, незините предлози што ги предлага на Советот на градот, да се гледат низ призма на интересот на граѓаните, се гледа низ призмот на интересот на политичките партии. Тоа е страшна деформација на системот во целина. Значи, се дури не се свати дека локалната самоуправа нема власт, нема поделба на моќ, туку има да се служи на граѓаните, ние тоа ќе го имаме. И одеднаш имате политиката на голема врата, ние не ја сакаме, сите се повлекуваат, некој ги разрешува градоначалничката и нема основната суштина на системот е изиграна. Значи, ако предлага градоначалникот на Советот на општината некој проект, да речеме улица, не знам, градинка, школа и така натаму, образовни институции, треба да гледам јас како граѓанин од аспект дали во местото на живење тоа ми го подобрува условите на животот, ги подобрува. Образованието го подобрува, здравството, здравствената заштита основа. А не дали од ВМРО предлогот или од СДСМ. Таму не се бие битка за политичка надмоќ, се бие битка за подобар живот во градот Скопје. И тука не е битно ВМРО, СДСМ, НСД, било која политичка партија. Тука е битно дали сите размислуваме на граѓаните на Скопје да им биде подобро да живеат во градот, а не дали ќе ја вода државата или во случајот дали градот ќе го водат од аспект на една политичка партија. Тоа е страшна деформација. Да, но го рековте, во оваа ситуација граѓаните се тие кои што патат, барем до сега, на сметка на политичките партии. Се сеќавате Џулијани кој го избра. Па луѓето едноставно никој не го детектираше како представник на републиканска или демократска партија на Њујорк. Ама беше идол на граѓани. Сите го сакаа. Затоа што тој... Добро, Арсовска ја сака на почеток сите, затоа што сите имаа верба дека нешто ќе се случи, ќе оди на подобро. Еве кратката, љубовта стаеше кратка, траеше кратко, затоа што интересите на поединци, односно во овој случај и на политичката партија, интерес на ВМРО ДПМН не кореспондира со плановите, проектите, замислата на градоначалничката како ќе се води градот. И тука изби судира. Не ми одговоривте дали може навистина да се случи дека контактира, дека се заговара нова релација со СДСМ? Па тоа да ги наруши. Видете, јас мислев дека ви дадов одговор преку експликација, там изгледа многу зборував. Дека се е можно. Дури тоа не треба да биде никакво изненадување. Како што, ако да речеме во собранието, актуелната мнозинство бара 6 пратеници за да може да се промени уставот, така, за да може да се сместат бугарската етничка заедница, бугарското малцинство во нашиот устав, како и сите, што не е природно Даниела Арсовска како градоначалник на Скопје да бара поддршка и од советниците на СДСМ, на ДУИ и сите други политички партии. Тоа, она не отиде како кандидат на ВМРО,
Таа отиде како самостоен. Да. Беше поддржана од ВМРО и тука стана конфронтација. Но ништо нема поприродно. Таа во овој случај конкретен да побара не за сцена, на отворена сцена. Ќе побарам поддршка од сите советници во град Скопје затоа што тоа му треба на Скопје. Јас имам проекти, ценете ги проектите. Она што го предлагам е интерес на граѓаните. Дајте ве молам, тоа гледајте го. Дали е во интерес на граѓаните и не ме поддржувајте мене, поддржате го проектот мој. Јас би ги молел сите, поединечно ако сум градоначалник, ќе одам ќе разговарам со советниците. Советниците не ги представуваат политичките партии во Советот, ако како што ги представуваат во собранието, пратеници. Советниците ги представуваат граѓаните во местото на живење. Таму не се гради државна политика, таму не се води политика, таму се утврдено услови за живот и нема никакво изненадување да добие поддршка. Сега тоа исто така мора да биде на отворена сцена, не зад сцена. И интересот на скопјани налага сите советници во град Скопје се да ја поддржат иницијативата, односно да дојде од почеток до почнување, до реализација на проектот за прочитителна станица. Настрана од тоа бруката што имаме надвор, тука две банки учествуваат со свој капитал. И Европска инвестициона банка и Европска банка за обнова и развој учествуваат со 70 милиони грант, 136 милиони проектот. Па ние се брукаме, не само што ќе ги изгубиме парите. Кој губи тука? Губиме ние како симпатизери на ВМРО СДСМ? Не, губиме сите како граѓани. Ако се реализира проектот и угледот на државата се зголемува надвор. Утре ќе не финансират со уште повеќе, поголеми грантови, поголеми пари и така наде. Овака, ако ние меѓу себе си вадиме душа, дали од ВМРО, дали од СДСМ, па нема да не третират како партнер од надвор. Така да, ова е многу сериозна работа. Ова се полага одека голем испит. И мислам дека главно парите ги скараат. Што да ви кажам сега? Така, на површина тоа излегува. Так. Може би затоа што си вадиме душа ВМРО, СДСМ, и овие оние, не постигнуваме и компромис за не за локални, туку за стратешки државни прашања, и тоа е не само сега, туку низ годините и историјата наназад. Кога веќе ја спомнавме Бугарија, да излеземе малку од домашната сцена, од локалната самоуправа, Ангел Димитров вчера се јави од Бугарија со нова провокација и порача Македонија не е подготвена за промени, Македонија не си ја знае историјата. Ја, простете, ама ќе кажам нешто што можда за вас новинарите не би било прифатливо. Зошто му давате толку големо значење на Ангел Димитров? Тој е голем провокатор. Мислам, за провокатор тоа е веќе докажано. Мислам, тој е пропагандист. Тој не е ставен на чело на таа комисија како ко-преседавач да создава мирна, конструктивна атмосфера, да се свртиме кон реалните прашања од животот. Тој само да провоцира и да шири пропаганда. Ама можеби тоа е во делот на главната стратегија на Бугарија. И Бугарија, еве ќе се јави Каракачанов, ќе се јави не знам кој беше оној Џамбаски. Бројат сите медии го пренесуваат. Се будалаштини тие што ги изговарат, тие нивната цел е да не се постигне договор споговење меѓу Македонија и Бугарија, и Македонија да не го почне својот пат кон Европската унија. Мислам дека само Бугарија треба да го повлече. Од време на време он шири многу негативна атмосфера. И во односите меѓу двете комисии, веднаш го натера пред ко-преседавачот од македонската страна, господин Георгиев, да реагира дека тоа не е точно, од што ќе се плашиме ние како историчари. Тој лаже, Димитров лаже дека се плашат, ни кажуваат историчарите од Македонија, се плашат за крупни чекови. Тој не е историчар, тој е политичар, тој беше амбасадор во Македонија. И сам кажа во тоа интервју дека пред да дојдат во Македонија завчера, тие биле на инструкции кај министерот за надворешни работи. Значи, тој не представува фелата во Бугарија, историчарите. Тој представува политиката, бугарската влада. Бугарската влада е во тешка ситуација сега. Тие година дена не може да консолидираат влада, не може да изберат влада, или со кратно здив и така натаму. И сето тоа е станало функција на бугарските избори. И затоа говорам коректно на почетокот. Во оваков политички контекст, како што е во Бугарија сега предизборни активности,
Не треба да се придава важност на такви солистички изјави кои нема друга цел освен пропаганда и провокација. И да можеме ние тогаш да се истрчат наши луѓе, па неодмерена изјава да дада, па тоа после тешко се лепи, знаете. Значи, Тешко се лекува. Мислам дека во овој случај и македонската држава, мислам македонската влада, треба да упати една молба, еден предлог до бугарската влада, сепак да одмера човек кој што ќе зрачи со можност за компромис на чело на бугарскиот дел на историската комисија и работите се барат да се прават, да се насочат во нормална насока. Еве да речеме хипотетски, тој инсистира сега, најголемата болка е да се промени историјата. Дека учебниците треба подхитно да се променат, па ако треба покасно некои ќе се дополнуваат, не мора поново да се печатат нови учебници. Тоа е една небулоза, не сакам вистинскиот збор да го употребам, која не доликува на интелектуалец, а не на представник на Бугарија, кој што ќе треба да гради односи на пријателство, на соработка, создавање здрав дух, градење, трасирање на идеи за односи добри, стабилни и така натаму. Еве речам, хипотетски, да го смениме, да ги смениме учебниците веднаш како со административни мерки. Моето чувство, вашето на граѓаните, она длабоко во душа што го носиме во односите со Бугарија, ќе се промени преку ноќ? Со ниеден закон, со административна мерка, расположението кај граѓаните не може да се промени. Самиот излезе со анкетата на контра Аденауер дека над 40% македонци сметат дека Бугарија е непријател на Македонија. Зошто? Зали тоа што емитува такви ставови на бугарските официјални личности, па ако сакате и на оние екстремни национал-шовинисти и така натаму и така натаму. Ништо нема да се промени. И да се променат учебниците треба долг период. Тие рани се уште свежи. Сеќавањата на луѓето од војна. Не можеме ние сега во учебникот да напишеме дека не била фашистичка окупација, туку била она круцијална грешка на Зоран Заев, дека тие администрирале вома. Како администрирале? Администрирале со затвори, кого затварале? Тие што крадале пари? Ги затварале македонските востаници, македонските граѓани, сите. Кого убивале? Колежи правеле низ цела Македонија, одеднаш сакаме преку ноќ, како со гумица избришано, тие паметења да се... Па не бива таа работа. Тоа не може да се случи. Значи, треба долг временски период да се гради клима на доверба, на соработка, меѓусебно почитување, да почне од културата, како што фино одличен пример дава, да речеме, Македонскиот културен центар во Софија. Затоа што редовно, скоро седмично, организира културни настани во која што заедно настапуваат македонски, бугарски уметници, пеачи, репродуктивни уметници, писатели, поети и така. Тоа е вистинскиот пат. Така се гради. Не може ние сменете ги учебниците, веднаш ќе видиме други луѓе. Значи, ќе го читаме учебникот и јас станувам сега позитивен према Бугарија, супер биле тие во Македонија. Не бива таа работа. Тоа е умрена работа. Јас би рекол и некој мора тоа да го свати дека тој излегува надвор од нормалното размислување на луѓе, а не па ние одма ќе станеме подобри пријатели. Па тоа не бива меѓу себе политичките партии толку се изнавредија во Македонија, па гледате како јас направија меѓу себе во едно семејство, како со нож се подели македонското општество. Кој е за ВМРО, кој е за СДСМ, голема работа било. И едните имитират нездрава атмосфера и другите. И ние сите во процеп доле. Заедно сите граѓани со нивниот товар. А не па меѓу две држави кои меѓу себе војувале. Па што ќе шири? Која идеологија ќе шири? Кое пријателство? Кога знаеме што правеле бугарскиот фашистички окупатор во Македонија. Мислиме што нешто за здравиото непоимливо да се прави. Или дојде дури и пропаганда државна ширеше бугарскиот државен врв. Премиерот, подпредседателот на Бугарија дојде во Битола
да отварат клуб насред Ванчо Битова, Михайлов. Дали тие луѓе прашале моето, вашето чувството на македонецот и мојот однос кон Ванчо Михайлов врз основа на историјата какво е? Негативно. И вие и они сметаат дека тоа може со административни мерки и сменете ги учебниците, све ќе биде супер. Ништо нема да биде нормално. Тука треба долги години. Мислам, нашиот пристап е многу добар и јас сакам да поздравам и упорноста и издржливоста, така да речам, цивилизираниот однос на нашиот дел во ова комисија историско и за образование. И личното свое достоинство го штитат и достоинството на државата. И на државата. Господин Петковски, изигравме ли како држава, како власт паметно во руско-украинскиот конфликт? Знаеме дека меѓународниот фактор е тука и нонстоп испорачува своји барања. Ние сме помали земји, помала земја во случајот нашата и прифаќаме. Тие ни нудат, да речеме, некои бенефити кои што представуваат само трошки во таа целина. Претходно спомнавте, Бугарија е во тешка ситуација. Ние во моментов можеби сме во уште потешка ситуација со оглед на она што не очекува. Еве, во делот на енергетската криза требаше да преговараме, да најдеме решение со Бугарија околу енергенците. Не постигнавме, ми се чини, договор, па денови ве слушам изјава од Бектеши дека утре, задутре ќе оди во Турција да бара енергенци на неколку дена пред грејната сезона. Ја кога реков за бугарите, нема да мислите ги жалам во каква тешка ситуација се. Реков само контекстот е лош. Јас само го употребив како лепенка за ова. Во Бугарија нема влада и се што се емитува од Бугарија сега, тоа е во функција на домашна употреба за изборите во Бугарија на определени политички партии, во овој случај владеачките се уште и така натаму, ниф им треба. Но дали ние одигравме како треба? Веројатно дека можеме да се позиционираме многу подобро. Ние повеќе дадовме отколку што реално имаме. Ние не сме во состојба како држава, немаме ние економска моќ, ние сме мала држава, да издвојуваме онакви финански средства како што да речеме Америка. 3-4 милиарди, 2 милиарди Англија. Ностоп издвојуваат, помагат. И тоа не е средна работа што се прави за мирот во светот, за она што се случи од вчера и новата мобилизација во Русија и така. Тоа отвара нови прашања, отвара нови фронтови. Па синоќ еве Вучич има изјава, вика се приближуваме до голем светски конфликт како што не сме забележале од Втората светска војна, што упатува на уште една грижа. Значи Македонија навистина постапи коректно во рамките на нашата позиција како членка на Обединените нации и членка на НАТО. Ние не верувам дека има човек во Македонија што нема да осуди инвазија на една држава врз друга, нарушување на интегритетот, суверенитетот и така натаму на Украина од страна на Русија. И двете се членки на Обединените нации. И по тој основ. Но ако се мисли дали можеме со повеќе финансиски средства да учествуваме, мислам не. Дури е многу и тоа што го направивме. Бидејќи реално е, не само што сме нова членка на НАТО, туку дека имаме страшни економски проблеми, социјални, финански. Не е приоритет да издвоиме, да речеме ние сега 300, 400, 500 милиони, милиарда, кога дома се соочуваме со невидена економска, социјална, енергетска криза и така натаму. Значи, проблеми во функционирање на институциите. Мислам дека Македонија принципиелно се држеше, но не мораше, според мене, не мораше да се конфронтира на силна основа, бидејќи ние не сме некој политички фактор моќен, со другата страна, со Русија, која станува збор, да речеме, осудата околу протерување на некои дипломати и така натаму. Тоа беше, мене Македонија, мислам дека нема никаква причина да протера дипломат, колку да инсистираат и Соединените американски држави, и тоа не е потреба на НАТО ние да протераме политички дипломат. Потреба е за политички интерес на оние што денес го креираат светот. Ние припаѓаме на таа страна на НАТО, но кого тие на реципрочна основа ќе протерат во Бугарија, кога немаме дипломати, немаме амбасадори на свет. Сакам да кажам, во меѓународните односи тоа на реципрочна основа се прави. И никој не дозна поради кои причини се протера. Бугарија протера дури 70
Тоа е све инструментализација. Тие протера 70, ама добија бенефит од меѓународниот фактор со тоа што им беа уплатени пари и тоа добра сума на нивното конто. Па тоа ги спаси. Добро, тие немаш да им ги дадат тие 7 милиарди ако не беше тоа. Ако не ги протера, тоа беше услов поставен. Македонија не беше во таква ситуација. Ние прво не сме членки, почнуваме преговори со Европската унија и така натаму. И веројатно наш однос треба да се биде да се држиме принципиелно. Не признаваме окупација на една земја од друга, инсистираме за мировно решение, но гледајте, не инсистираме за мировно решение, ама нема мировно решение. Изгледа во светот полуде, во овој момент и си едните и другите сака да војуват. Русија мобилизира дополнително, Западот дава дополнителни средства, а гинат и страдат украинци. Значи, колатерална штета на оваа војна се украинците и никој друг. Ние принципиелно бараме прашањето да прекине војната, да почнат мировни преговори, но очигледно на некој не им одговара. Кризни жаришта се отварат сега и на други страни. Тајван, Кина може да го заобиколи Тајван со оружје и така натаму. Американците се закануваат ако се случи тоа. Тие нема да го остават Тајван сам, него ќе интервенираат. Зад Кавказските земји, кинески председател прв пат дојде таму. Тоа значи, тоа е политичка порака, никаде не бил надвор. Една година и повеќе, прв пат отиде таму. Значи дава важност на тој регион. Енергетските ресурси место на Европа се насочуваат веќе кон Кина, Индија и така натаму. Веќе светот се поларизира, не е униполарен веќе светот. Дали ќе биде биполарен? На една страна Америка, Европа, на друга страна Кина, Русија и останатиот свет. Не знам другите какви се позиционираат. Едноставно, навистина полуде светот. Светот влезе во една фаза од која никој ова не можел да го предвиди. А како ќе заврши? Она е срамота што се случува. Давајте им пари на сите, а гинат само украинците. Гинат, им се уништува територијата, се девастира цела и економски, и градежно, инфраструктура, тоа све се упропаствува. Дават пари, едните уништуваат од една страна, другиве даваат и пари. Каде сме ние во целото ова? Дали власта има стратегија, еве, спомнавте за енергетската криза, дека сме длабоко во таква една ситуација, што ќе се прави? Знаете, треба, ако е одговорна држава и државници, не треба да ја доведат земјата во оваква ситуација. Најсушествено е зошто Македонија не изгради енергетски капацитет. Стара е мудроста, не од оваа година. Тој што има храна и има енергија, има и стабилност внатре. Социјална стабилност, безбедност и така натаму. Животот зависи од тие два ресурси. Ние да се доведеме во ситуација, нема ни 2 милиони луѓе, да немаме струја, да немаме храна, напуштени толку земјоделски површини, не е проблемот сега. Проблемот е, значи, со години наназад. Проекцијата да се гради Чебрен галишта, хидроцентрали, Вардарска долина, хидроцентрали, термоелектрани, на газ и така натаму, 30 години се провлекува во плановите на сите влади. И не се решава до ден денес, не е направено ништо. И кој ќе се доведете во ситуација која ќе правите салдо да зависиме за увоз на храна, еве сега млеко, не исплаши од Врање, доаѓале млеко, купувале во Куманово, аларм. Па тоа значи треба да не биде драго ние да доаѓат од надвор да купуваат наши производи. Значи немаме млекопроизводство, немаме земјоделие, немаме доволно градинарство, немаме енергија. Значи ние малку како држава сме вложувале во својот развој. Тоа е клучниот проблем. А дали ќе се најде сега решение? Решение ќе се најде. Прашање е цената. Договорот со Бугарија не е постигнат заради тоа што се чека Европската комисија да ги максимализира цените на електричната енергија. Дали од Турција ќе добиеме, тоа се водат преговори и така натаму, во услови на отворен пазар. Тоа лесно се решава, ама денес и пазарите се затворија. Изолиран е истокот, западот располага со она што го има во моментот, се најде една најмоćна економска земја, може да кажам, во светот, најстабилна економски Германија,
во услови да порачува на своите граѓани да се тушира Да 3 падне минути. на колена, да. Да падне на колена. Зошто? Затоа што се определи како енергент рускиот газ, дори финансира во изградба на Северен тек 2 и така натаму. И одеднаш прекинува заради политиката. Интересите на Соединените американски држави налагаат треба се прекина се што е од Русија, не смее да се увезува. А од другата страна се уште нема пазар. Нема добавно, нема доставување на ресурси, нема на располагање нови ресурси. Дури сега отварат нешто, што ја знам, Арапските Емирати, Јужна Америка, Венецуела и така натаму и така натаму. Значи, најголема живееме во едно времето на глобална нестабилност и од страв во која насока ќе се одвиваат работите. Не се исклучува ни војна, па веќе командантот на руската армија прогласи дека станува збор веќе Трета светска војна е почната. Тоа е квалификација нивна. Од друга страна, економската војна нема ни да запре што ја отвори Западот према Исток. И кој ќе страда? Страдат најмалите, најсиромашните. Ќе избојуваме ли ние оваа зима, конкретно за нас? Имате ли оптимизам? Кој си купил дрва, пелети, можда е посигурна работа, бидејќи струјата сепак од едно место се контролира, ќе исклучат и ќе ги време. Не, инвертори не може да употребуваме да се грееме. Страшно нешто. Мислам, никој не ни е крив нас. Јас сум категоричен во тоа и кој зна колку пати сум го кажал. И сум инсистирал на јавно место и во собранието. Никој не ни е виновен што се наоѓа, што сме толку сиромашен народ. Што сега и покажа и пописот дека не нема нигде 500, ние сме намален народ, уште помалку од колку кога се осамостоивме. Еден огромен дел од највредната популација, најпаметните луѓе се развиваат во странство, замина. Ова сега, најавата за мобилизација, конфронтацијата, заплашувањето нема да имаме храна, нема да имаме енергија, ќе ги натера луѓето уште позабрзано да бегат надвор. Ние сами си ја испуштивме работа од своји раце, не обезбедивме за една мала држава, малобројна држава да нема да се прехрани и да нема енергија за удоволување на своите потреби. Ќе се снајде некако работа, ама пак ќе биде врз џебот, врз стандардот на човекот, а тие што ја водат политиката, за нив нема никаков проблем, бидете или што ја воделе политиката. Нема да има никаков проблем, бидејќи алчноста на политичарите нема граница. Отиде дури оној што вие малку ме констерниравте кога рековте дури Груевски ќе се врати, па тој треба во затвор да оди, отиде со сите пари, милиони, милиарди годин пе што си купи. Знаете, бил премиер на една држава. Па која представа имат луѓето кога премиерот на државата со сите пари ќе си побегне и ни срам ни перде, што би рекол нашиот народ, он дели лекции, пишува секој ден постови на Facebook како треба да биде во државата. А е осуден веќе 30 години. Вкупно, ако му рачунате кумулативно колку години, 20-30 години, веројатно треба у затвор. И вие викате уште има шанса да се врати во Македонија да биде политичар. Мислам, сите работи се ставени на глава. Ништо не е нормално. А тоа не го креира обичниот граѓанин. Тоа е креација на политичарите. Па не постои држава во која толку луѓе се затворени веќе или судени или осудувани. Најмоćните луѓе. Значи криминал, корупција невидено, а семено од влади доаѓаат нови и кој зна перпетуум мобиле. Благодарам. Ми беше чест што ни бевте гостин во ова интервју. Долгогодишен, искусен политичар, пратеник, поранешен собраниски спикер. Почитувани, наш гостин беше Тито Петковски. Ви благодарам уште еднаш. Вам ви благодарам за вниманието. Пријатно и секое добро.